и би искористил ова прилика, сем она што го повикав граѓанството на Куманово да дојде на завршниот митинг, да дадам одговор на неколку поставени прашања синоќа на Кумановско-македонско-скопски митинг, бидејќи повеќе од 95 автобуса од разни делови на Македонија го окупираа Куманово синоќа и премиерот Груевски, а особено истакнатиот Јаничар од редовите на Српската странка, господин Стојковиќ, упатија неколку прашања на кои сакам да дам одговори. Почитувани премиер, зборувате за мојата некооперативност со централната власт. Да ве прашам вас, дали 2 години лично разговаравме со Министерство за финансии, господин Оставицки, за кредитно задолжување на општина по закон за јавен долг, каде локалната самоуправа Куманово има највисок рейтинг финансиски во Република Македонија, и лично ми дадовте уверување дека тоа ќе го подржите и 2 години не го подржите. Дали е точно дека година и пол дена не давате цена за газ, единствен град кој дистрибуира природен газ од цевковод од магистралниот вод? Дали е точно дека вие лично на влада се заложите да се одземе лиценца за дистрибуција на газ? Дали е точно дека донесовте одлука да дирекција за води не дозволува интервенција на општината во речните корита во сливните подрачја на Куманово и Кумановско? Дали е точно дека ни еден динар не уложивте во ниједна инфраструктура во изминатите 8 години, односно 7 години го сте на власт? Зборувате за салата Панко Брашаров. Па да ве подсетам, почитувани мои премиер и почитуван, ако може да ве кажам, пратеник. Па Панко Брашнаров, локалната самоуправа 2007 година изведи до фаза на карабина. Вие само ставивте име и офарбавте жолта боја. А во земјоделското училиште, спортската села Киро Бурнас, направивте само и оградивте сите инфраструктури, струјното приклучување, водата, канализацијата, патната инфраструктура ја направи општината. Тоа направите за 7 години за Куманово. И сакам да порачам. Она што сакате да се служите со инсинуации, лаги и невистини. Народот добро го препозна и ви даде жолт картон синоќа на митингот. Вие немавте кумановци на митинг. И тоа ве фаќа страв, паника и бегате од реалноста. Се служите со хипнози, ги лажите луѓето со лажни анкети, а добро знаете дека се точни. Ги лажите со лажен популизам на митинзи, а добро знаете дека не се тие кумановци. Ваши послушници, платеници кои ги водите од едно место до друго и стојат на платен список. Еве ги сликите, ќе ви ги покажеме за број на автобуси кои се синоќа снимени додека во Куманово. Пазарем Куманово, 120.000 општина, не можете да изведите 2000 луѓе на плоштад, па носите 96 автобуси. Тоа е сликата на владење на ВМРО со такви методи и лаже популизам, измислени анкети и медиумски кампањи, 95% узурпирани електронски медиуми. Со тоа народот нема да го добиете. Народот ве препозна и народот ќе ве казни. 24 е ден за голема казна на вашето владење 7 години во оваа држава.